сметам дека најпрво организираноста помага да се постигне со се и да се запамти секоја задача која треба да се заврши, бидејќи кога имате 10 нешта да ги направите истовремено, ви треба и повеќе концентрација и организација за да може да ги постигнете. Доколку нема добра и конкретна организација, тогаш нешто би можело да се изостави. Па искрено сметам дека организирањето на нашето време многу влијае врз ефективноста и успехот во нашето учење. Сметам дека со добар менеджмент и правилно распоредување на активностите во денот, ќе имаме време за секоја активност, односно активност за рекреација, за учење, со што ќе се развие таа монотоност, но и ќе се одржи оној план кој што ние сме го планирале и при тоа да добиеме некаков плод, односно успехот кој што сме го сакале претходно. Мислам дека организираноста дефинитивно влијае врз ефективноста на учењето, затоа што времето мора да биде распределено онака како што ќе ни биде потребно, колку време за учење, колку пауза, колку време за одмор и слично. Сметам дека организираноста на времето влијае многу врз ефективноста. Тоа не знам го приметив откога почнав да применувам некои техники, што почнав да ги истражам претходно. Во средно дека не бев толку организиран и поише ги фаќав професорите например на шармот колку на знаењето. Организацијата на времето е клучен фактор за се. Доколку не би имала таа вештина на организација, не би постигнала со сите обврски што ги имам во еден ден, бидејќи сакам да бидам активна на повеќе полиња. Па сметам дека организираноста на времето влијае на тоа какви резултати ќе имаат студентите, учениците во своите планови и понатаму во животот, затоа што добро организираното време остава можности за други активности, како остварување на своите соништа и не знам, да можат едноставно да се посветат луѓето и на своите хобија. Ако добро се организира времето, секогаш има простор за активности што сакаме да ги правиме по тоа што ни е работна обврска. Организираноста на времето дефинитивно влијае врз ефективноста на моето учење. Од искуство кажувам дека она последно минутно учење дефинитивно, иако мозокот многу ти задржува во таа една недела пред колоквиум, не знам како, можеби има некои студии на тоа, но тогаш најчесто е, кај мене барем, е тоа проследено со паника, со некоја страф, анксиозност и најчесто има негативни резултати врз мојот успех понатам. Значи, организираноста на времето многу влијае врз успехот на студентот, односно, според мене е клучен фактор во ефективноста на учењето. Сметам дека таа е прилично висока, со оглед на тоа што студирам инострански факултет на друг јазик, имам константно патувања меѓу Македонија и Германија, и тоа дополнително го тежнува процесот на учење, но во однос на тоа што имам постигнато е дека првите 3 семестри ги поминав без проблем, во делови со добар успех и добив стипендија за претходниот семестар, сметам дека тоа е прилично ефективно. Колку ефективно го менеджирам моето време? Па за тоа не знам колку можам јас да одговорам, но според тоа што се познавам самата себе си, сметам дека сум добар менаџер и на моето време и на моите обврски, бидејќи јас сум човек што сака да постигне некаков резултат и тоа ми исполнува, па на некој начин тоа ми е мотивација да направам и добар менеджмент на моето време, особено во овие студентски денови, тоа го посветувам нели на факултетот и успехот поврзан со него. Рекла дека доста добро го менеџирам времето за учење, затоа што добар период од денот оди во ефикасно потрошено време. Може да се каже дека ефективно го менеџирам времето, со оглед дека секоја вечер морам да го наместам распоредот, кога како ќе учам, кога ќе одмарам, кога ќе јадам, инаку скроз ќе ми се измеша све и ќе биде, вниманието ќе ми биде скроз на друго место, освен на учење. Моето време за учење се подобро го менеџирам и моментално сметам дека одлично ми оди во тој дел, бидејќи сум успешен студент и успешен спортист. Па сметам дека доволно добро го менаџирам своето време, затоа што и самите резултати го кажуваат тоа. Не е лесно воопшто, но се постигнува со добра организација, можеби
Не знам, ако на некој му е полесно да го запише тоа или да го запамети, секогаш може добро да се изменаџира времето и да се остварат резултатите, а дефинитивно тоа ќе се гледа и во самите оценки понатаму. Сметам дека ефективно го менаџирам моето време на учење, за учење, особено што сум на медицинскиот факултет и доста имаме, да кажам, зафатен распоред и доколку не го организирам добро, најчесто тоа многу лошо влијае не само на моите оцени или успехот, туку воопшто и на моето ментално, а и понатаму на моето физичко здравје, така што секогаш преферирам добро да имам организирано што, кога и како да учам. Од мојот успех сум прилично задоволен во принцип, иако претходниот семестар имав малку потешкоти и испити кои што беа многу блиску еден до друг, но сметам дека во однос на тоа што можев да направам, направив максимално, така што сум задоволен. Искрено сум доста задоволна од мојот успех. Во средно, иако имав добри резултати, учев кампањски, односно учев само тоа што сакав, тоа беа математиките, но во факултет се пронајдов, можам да кажам, самата себе си и многу подобро го распоредувам времето, многу повеќе учам и учам во текот на неделите. Не оставам све како што сум оставала во средно образование. Да кажам дека сум задоволна и од мојот успех, од мојот просек и од знаењето кое што го имам стекнато на факултет, но сепак тоа зависи од самиот човек, доколку тој сака да научи повеќе надвор од факултетот, тоа зависи од него и може да се стекне со знаење доколку он го иницира тоа. Доста сум задоволна од својот успех, со оглед на вложеното од себе си, со поголема организација и уште подобро менаџирање на времето, мислам дека уште поголем успех ми следи. Сега до сега за прва година сум многу задоволен, но сметам дека сегаш има простор за да го подобрам тоа. Многу сум задоволна, но секогаш може подобро, ама сепак за време на студентскиот живот треба да се усетат и другите придобиви. Задоволна сум од мојот успех, затоа што мислам дека секогаш може подобро, но за сега сум задоволна и се надевам дека и понатаму така ќе продолжам и ќе нижам и понатаму успеси. Сум задоволна од својот успех, особено кога почнав да го организирам поефикасно и ефективно моето време и дефинитивно гледам, да кажеме, одскок на мојот успех од времето кога помалку знаев како да го организирам времето, самото време или самите часови во денот, кога како да учам. Сега дефинитивно кога имам веќе една шема, еден шаблон, сето тоа само оди нагоре. Јас сум задоволен од мојот успех, иако со поголема организираност и посветеност има простор за подобрување. Веб апликации не користам за менаџирање на времето, но на апликациите кои што веќе ги користам за социјалните мрежи, значи имам ставено лимит за користење на времето, значи со потсетник, а планер исто така не користам онлайн, туку печатан во вакво издание и супер ми оди организирањето на времето, благодарение на него. Најчесто користам листови кај што запишам кој период што ги правам и тие листови сегогаш се до мене за да не испомешам распоредот. Цел да се отргнам од социјалните мрежи, за време на учењето ја користам апликацијата Forest, која работи на принципот се сади различно дрво во зависност од тоа какав часовен предизвик ќе ставиш да не го користиш мобилниот телефон. Повеќе часови, пораскошни, поубаво дрво, а целта е кој од друштвото ќе има најубава градина. Користам веб алатки, тоест не ова веб алатка, повеќе алатка на лаптоп. Тоа е Evernote, буквално е како ноут апликација каде што запишуваш за белешки, но тука дополнително можеш се разбира на телефон, лаптоп, сегде се синкнува. Ставаш календар, тоа најчесто јас го правам и можеш да манипулираш, да запишуваш одредени забелешки и на тој начин си запишувам кој ден што ќе учам, кој ден што треба да полагам, кои вежби ги имам и така натаму. Четам планер каде секој ден си запишувам што ќе учам, од колку до колку часот ќе имам одмор и слично. Исто така во планерот запишувам кој ден ќе ми биде слободен за дружба и шетање во природа. Подобро учам во утринските часови и попладне, бидејќи сум на технички факултет и бара голема посветеност во делот на задачите, но и правилно разбирање на теоријата, така да
поефективно ми е да учам наутро и попладне, а вечерните часови ги оставам најчесто да се рекреирам или пак нешто полесно што не бара толку голема концентрација и посветеност. Значи имав навика да учам навечер доста долг период, но бидејќи трошев многу енергија и не бев подготвена следниот ден за многу други обврски, решив да истражам како би учела поефективно и сватив дека сепак од сабајле учењето со паузи во текот на денот многу повеќе ми годи и се искажав по многу поефективно. Така би препорачала денски учење, секако секој да си го истражи сопствениот начин на учење. Преферирам што порано тоа подобро да се фатам за учење, ама поради предавањата што ни почнуваат уште рано, накај 8, гледам да завршам негде после ручек, да земам малку одмор и после тоа почнувам со учење. Во доцните ноќни часови, бидејќи кога е мирно и тивко, подолго време ме држи концентрацијата за учење. Преферирам да учам навечер кога сите спијат, бидејќи тогаш ми е тивко, а и не знам, едноставно не свети сонцето од надвор, не те повикува да излезеш надвор или едноставно да не учиш, немаш некаква дистракција, едноставно ноќта е тука, се е тивко, ти си пред лаптопот или пред книгата и ништо не може да ти го одвлече фокусот, тоест вниманието. Претежно учам преку ден, затоа што и дневното светло е многу поинакво и покорисно за самото здравје, за сите нас и не знам, ноќното учење ми е некако не е толку адекватно, иако некогаш пред испит знам да останам подолго да повторам, но не и да учам. Поради тоа што сакам во моето време и во текот на денот да стигнам и да излезам да прошатам вежбање 2-3 пати неделно, учење и исто така да поминам време со моите родители и да им помогнам. Јас гледам да го менаџирам на што е можно поефикасен начин. И, например, некогаш за да не заборавам што треба следно да правам или кој предмет треба следно да обучам, кој ќе завршам со една фаза учење, ги оставам материјалите кои што ми се следниот предмет на масата кај што учам, со да следниот пат кога ќе дојдам, после да кажеме после јадење или после вежбање, се едно, можам веднаш да знам докаде сум, што треба да направам следно и со што треба да продолжам. Сум олдскул тип на човек, повеќе сакам кога на лист ќе ги запишам саатите, денот, датата и активностите кои што ми се предвидени за тој ден да ги напишам на лист и истите да ги штиклирам. Уживам во чувството кога ќе земам маркер и ќе повлечам дека имам нешто сработено, така да најчесто во почетокот или пак во крајот на неделата земам запишувам пример одредени обврски кои што треба да ги исполнам. Истите ги распоредувам по денови, сати и потоцна ги штиклирам во зависност како се исполнети. Па, кога дојдов на факултет, кога видов колку обемен материјал ќе треба да спремам за малку пократко време, почнав да истражувам на интернет за различни техники и од тие техники склопив некои што најмногу ми одговарат на мене. Најблиско до таа мојата е помодоре техника, што е околу, например, половина час учење и после имам некои 5 до 10 минути пауза за да се напијам вода, да не знам да проверам што има по социјалните мрежи. Јас си го менаџирам времето, мислам, доста полезно, затоа што првично го ставам во преден план мојот интерес. Ако денеска ми се учи, ќе учам, ако не ми се учи, нема да се форсирам, тоа е најважно. Многу е важно да го правиме тоа што го сакаме со волја, да не биде присилено и затоа сметам дека и се останато ќе дојде ако успешно ги завршиме обврските, па после тоа уживаме во она што го правиме. Првично гледам да имам доволно физички активности во текот на денот, пешачење, вежбање, без разлика, да прочитам нешто, да научам нешто ново, да се посветам на факултетот ако има потреба, повеќе или помалку зависно од периодот, и да се слушнам со моите пријатели, да се видиме, да едноставно да останеме во контакт со оглед на целата оваа ситуација. Моето време го менеџирам на тој начин што покрај она Evernote алатка која што ја користам најстариот метод, тоа е лист и хартија и запишување.
и најчесто околу масата во дневна, во детска сегде може да се најдат мои ливчиња со, например, колку сум планирала која тема, кој ден ќе ја учам, или која е домашна задача од вежбите на факултет, кога ќе ја напишам и слично. Исто така во соба имам пано, каде што си закачувам најчесто забелешки, доколку се итни, тоа е со големи букви, со маркер, и го ставам на повеќе места, дури во телефон некогаш си ставам во календар како аларм да ме потсети дека тој ден треба нештото да го направам.